Колешката Ели Панова, повелете. Почитувана колешке Лазаровска, овде сме денес да зборуваме за извештајот на Народниот правобранител, а не сме за да ги слушаме вашите желби, честитки и вашите пофалби за работата на владата. Имено во вашето обраќање имавме драстично спротивставени ставови со мислењата кои што се изразени во извештајот на Народниот правобранител, особено во областите во кои што вие најмногу не испофаливте. Значи, тоа е здравството, образованието, лицата со посебни потреби и грижата за нив и нивните неостварени права. Така да сметам дека вашето обраќање беше спротивно на извештајот на Народниот правобранител, кој што навистина не знам дали вие го имате погледнато. Јас не кажувам дека вие го немате тоа свое право, го имате тоа свое право, меѓутоа за волја на вистината во извештајот на Народниот правобранител на еден културен начин се опфатени сите проблеми со кои што се соочува нашето општество. Значи, во оваа корона година, 2020 година, најголеми проблеми државата имаше во образованието, најголеми проблеми имаше во здравството и најголеми проблеми имаше во правата на лицата односно во социјалата или лицата со посебни потреби и нивните остварувањето на нивните права. Истите ги констатира веќе Народниот правобранител во овој извештај. Навистина, заложбите треба да бидат заеднички. Овде не сме за да зборуваме политички говори и не сме најмалку да напаѓаме, затоа што Народниот правобранител треба да ги штити правата подеднакво на сите. Сега, вие не можете да излегувате тука на говорница, зборувате за дека ние непристрасно и непартиски ќе се однесуваме, а излегувате на говорница и иритирате со вашите пофални зборови за владата, особено во областите во кои што имаме најмногу пропусти и истите се констатирани веќе од страна на Народниот правобранител. Значи, оваа година имаше деца кои што не посетуваа настава, имаше деца кои што немаа компјутери, имаше деца кои што немаа струја, немаа интернет за да може да ја следат вашата настава. Имаше родители кои што не можеа да си ги платат сметките и останаа без работа. Значи, не можете да зборувате дека во образованието ние сме напреднале оваа година особено, а во исто време се соочуваме со некаква си дигитализација, која што притоа ги нарушува правата на сите нас како родители и на нашите деца, се разбира. Значи, едноставно треба да воспоставиме дали сакаме да зборуваме сега тука политички, да воспоставиме еден ред уште на почетокот на оваа комисија, дали ќе држите сите вие претениците од власта, ќе држите долги говори за тоа кој што оствари или каква желба има за понатаму да оствари оваа година, или ќе се осврнеме на извештаите, затоа што ако зборуваме политички, ние од една страна ќе критикуваме и ќе се јавуваме цело време за реплики, посебно на вакви говори, или да се осврнеме кон извештајот на Народниот правобранител, да видиме заедно каде, во кои области потребно е да реагираме со заклучоци кои што ќе бидат донесени и ќе бидат испратени до владата, да може да се реагира во сите тие области во кои што Народниот правобранител констатира дека имаме нарушување на основните човекови права. Значи, дали да зборуваме за социјалата, дали да зборуваме за здравството, дали да зборуваме за образованието, права на граѓани во текот на оваа година има нарушено. За среќа, дел од тие забелешки Народниот правобранител ги ставил во својот извештај и истите се надевам дека овие органи на државната управа ќе ги поправат. Меѓутоа, сега да зборувате овде за извештајот спротивно, јас не знам зошто, се надевам дека и Народниот правобранител ќе реагира. Ако треба да зборуваме за извештајот, да зборуваме, а не за вашите програми и ветување на оваа влада. Ви благодарам. Преди дам реплика на колешката. Значи, јас сепак ќе ве замолам да не канализираме никој ничии говор. Значи, овде сите ние сме представници